Благодарам, господин Мисовски. Вие го прочитавте прашањето, да не се повторувам. Јас ќе го прочитам одговорот, односно делот одговорот во кој што министерот за надворешни работи вели: во еден од водените службени разговори амбасадорот Гончарук предупредил за можноста од злоупотреба на имиња на украински државни представници, за што надлежното лице во МНР и соговорник на амбасадорот Гончарук со соодветна интерна постапка и координација по електронски пат ги запознал надлежните одговорни лица во Министерството. Во континуитет на претходниот одговор кој што го дал на прашањето на колегата Милошовски, овој одговор апсолутно ја лоцира одговорноста во институциите во Република Македонија, заради тоа што министерот за надворешни работи потврдува дека од украинска страна ние сме имале предупредување како држава дека други лица се представуваат во име на украински официјални представници. Тоа што не е постапено, тоа што не се земени во предвид овие укажувања и тоа што никој во кабинетот на премиерот не постапил по ваквите укажувања или воопшто не ги добил од Министерството за надворешни работи, ја потврдува тезата на господинот Милошовски дека станува збор за целосна и комплетна некоординација помеѓу Министерството за надворешни работи и кабинетот на премиерот Зоран Заев и упатува на апсолутна потреба од утврдување на најмалку политичка одговорност за тоа што се случи, а поврзано со аферата на тие разговори на премиерот Зоран Заев со лица кои што лажно се представува во име на Петро Порошенко. Овие два одговори на прашањата формално ги потврдуваат сите наши тврдења во минатите неколку месеци, а поврзани со оваа афера. Значи со подпис од господинот Димитров се потврдени тезите и нашите аргументи дека станува збор за комплетна некоординација и комплетни грешки во Министерството за надворешни работи и во кабинетот на премиерот. Затоа ние сме му благодарни на министерот за надворешни работи. Еве прв пат некој во владата се осмелува и се охрабрува да ги потенцира слабостите во владата и мислам дека ова е правец по кој што треба да се движи. Затоа сум благодарен за одговорот до министерот и сум задоволен и немам дополнително прашање.